Добро утро за нашите гледачи на Канал 5 телевизија и Здрава Македонија. Секогаш во нашиот фокус сакаме да ставиме на агенда здравствени теми. Овој пат на агенда ги поставуваме бемките кои верувам дека многумина од вас во текот на живење, може ми понекогаш некоја бемка ве загрижила или пак за некоја сте се запрашале дали и кога е време да посетите дерматовенеролог. Денеска сме нагости токму во ординација на доктор Верче, која што ќе ни објасни токму за оваа тема и проблематика. Добро утро. Добро утро, добро ве најдов. Благодарам на поканата, односно добре дојдовте. Така, ви благодарам на топлиот прием и тоа што ќе ни доближите една тема која што верувам дека многумина од граѓаните понекогаш во текот на живењето се запрашуваат дали кога е вистинско време. Па како да препознаеме дали одредена бемка потребно е да направиме посета кај лекар или воопшто не треба да нас загрижува? Во случај да бемките почнуваат да се менуваат, значи ако имаме појава на нова боја или пак едноставно почнува бенката да расте во континуитет подолго од месец дена. Всушност тука има едно правило кое што за полесно да се запомнат овие симптоми кои што би требало да го натераат човекот да дојде на преглед, а тоа е ABCD правилото. Значи, секогаш кога имаме асиметрија, значи бемката не личи на останатите бемки. Сосема е различна од останатите бемки, бидејќи има неправилна форма или пак има можеби друга боја од другите бемки. Едноставно како грдото пајче, се двои од останатите. Под Б и ивиците кога се нерамни, едноставно кога почнува да расте бенката, таа има назабени ивици. Ако има повеќе бои, повеќето бемки се светло кафени, темно кафени. Тоа зависи од типот на кожа. Луѓето со потемен тен имаат и потемни бемки. Например, ако видиме потемна бемка кај човек со светла кожа и светли очи, тоа исто така треба да не загрижи и да видиме за што се работи, односно да се јави пациентот на преглед. Диаметерот е дискутабилен. Во денешно време, мислам на големината на бемката. Обично пациентите се плашат од големите бемки и оние што се како израстоци. Меѓутоа, тие се најчесто банални промени. Секако, откако ќе се направи преглед со дермоскоп, тогаш може да направиме дистинкција дали се работи за обична бенка, дали се работи за нешто сомнително кое што се уште не може да го определиме дали е опасно или не, па го следиме, или пак се работи за она најнесаканото, а тоа е карцином на кожа, ракот на кожа, кој што е еден од најопасните, меланомот. И последното се однесува на еволуција. Тоа е оно што кажавме промена во текот на времето, во континуитет од месец дена. Бидејќи пациентите кога ќе погледнат назад ќе речат еве овие бемки малку ми се зголемија во последниве, да речам, година-две. Тоа не значи некоја посебна еволуција. Еволуција е во пократок временски период. Промена од било кој тип, во големината, во бојата, во ивиците. Штом забележите такво нешто, јавете се на дерматолог и треба да се направи дермоскопски преглед. Значи тоа е еден неинвазивен, значи не е болен тој преглед, многу е брз и едноставен. Едноставно со овој апарат кој што е дермоскоп или рачен микроскоп се прислонува. Има изворна светлина, како што гледате, се прислонува на кожата и дерматологот ги посматра структурите кои што се специфични и за да може да ги протолкува, треба да има дополнителни едукации за да знае едноставно да препознае за што станува збор. Значи, овој преглед е многу едноставен и многу брз. Ако земаме во предвид дека луѓето во просек имаат најмалку 10 до 20 бемки, најголемиот дел од популацијата, значи, прегледот од искусен дермоскопист може да трае и помалку од 10 минути. Секогаш се прегледува целото тело, бидејќи на тој начин добиваме увид во тоа какви бенки треба да има пациентот, какви пигментни промени, правиме дистинкција, го бараме грдото пајче, секако и со помош на дермоскопските структури. И тука имаме отклонувања од сите останати бемки. Значи, секој човек си има собствен печат на собствен тип на бенки кој што се јавува на неговата кожа. И со овој преглед едноставно можеме да разграничиме дали е бенката за загрижување, дали е обична бемка или е нешто сомнително кое што се уште не е развиено во правец на бенигно или малигно. Значи, едноставно една многу ефикасна
диагностичка процедура, многу брза, која веднаш ни дава одговори на прашањата кои го мачат пред се, нели, пациентот кој дошол да се прегледа и секако на докторот кој што, нели, со помош на оваа алатка многу попрецизно прави диагностика на бенките и на било која промена на кожата. Тоа е новина сега, бидејќи со помош на дермоскопот може да диагностицираме било каква промена на кожата, значи заболување на кожата, како псориаза, себореја, розација, било кој тип на заболување на кожата може да се направи диагностика со оваа процедура. Откако ќе се направи диагнозата, дали постои временски период од кога треба или не треба да се отстрани она што сметаме дека го имаме на кожата, здравствено може да направи сериозен проблем, па бидејќи на прак можеби не веднаш пролетта ни е пред се на прагот, но доаѓаат денови кога сонцето влие на кожата и кожните промени. Во основа бенките или кожните промени, пигментните промените во боја, може да се отстранат од три причини. Првата причина е естетска. Едноставно на пациентот му смета една бенка и тој сака да извади. Тоа може да го направи, бидејќи тоа е планирано најчесто, да планира да го направи во постудените месеци, токму заради сонцето, ради, нели, топлината, потењето, можност од инфекции и така натаму. Тоа е планирано отстранување од естетски причини и по барање на клиентот, односно на пациентот. Втората причина е од технички причини, односно едноставно бенката се наоѓа на место кое што постојано е под притисок, има триење, тоа се оние испакнати бенки кои што и највише ги загрижуваат пациентите да не ги закачат при облекувањето или со облеката и така натаму. Исто и тука имаме планирано на некој начин отстранување. Меѓутоа, ако докторот утврди дека не се работи за бенка, туку за малигно заболување, односно меланом, кој е еден од најопасните, значи може да заврши и многу несакано, може за кратко време да дојде до пациентот, значи до метастазирање. Тоа е опасноста од овој рак на кожа, бидејќи се шири низ целото тело, низ сите витални органи. Во тие случаи препорачуваме во рок од 2 недели да се направи хируршка ексцизија, односно да се отстрани кај пластичен хирург. И тука нема никаква поврзаност со сезоната, туку во времето кога ќе се открие таа промена. А од друга страна пак, најчесто пациентите тоа го прават на пролет и лето, бидејќи тогаш сме порас облечени, па повеќе забележуваат одредени промени, така да нема никакви контраиндикации во однос на тоа кога ќе се отстрани бенка која е под наводници не е бенка, туку се работи за рак на кожа или пак доволно е да се посомневаме дека се работи за рак на кожа. Секогаш се отстранува во рок од 2 недели до месец дена, максимум. Ви благодарам што една тема ни ја доближивте на поинаков и различен народен начин, што верувам дека многумина може и да ве посетат или да се обратат за совети се она што е потребно. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вам.